можеше да тркнам до онда и да си купам една кисишка пуканки. Абе, седи овде, само што јадеше. Абе, леле, една мала кисичка пуканки. Те молам, ми треба твојата помош. Помош? Што? Барам диск од Френк Синатра. Френк? Кој Френк? Френк Синатра, Нико, е голема пејачка звезда од 50-тите години. Сигурно го знаеш оној голем хит. Stranger in the Ами, што? Тинејџерско друштво или пензионерски дом? Дом! Да бев пензионер, немаше прв да се качам на планина. Ајде бе, Нико, што направи? Нико. Добре. Е сега. 3, 4. Чувствувате? Значи, овдека ние сме сега на планината Б Огражден. Да. А тоа таму е Беласица. Се качивме овде да ја видиме Беласица убаво. Беласица е прекрасна планина која што е висока 2031 метар е висока. Има богати шуми, богати се костенови шуми има, после ореови шуми има банани, има нема банани, значи има костени ореви, потоа има студени води и водопади. А доле, во подножјето, на Струмичкото поле, има и термални бањи. Знаете што се термални бањи? Сте чуле за бањата Банско? Да. Термални бањи. И се бањи во кои што можете да влезете, а да не ви биде студено. Значи, топло. Легувате, го затварате носот. 3, 4. Добрата вода е поскапа и од златото. Оваа вода има температура од 42 до 72 целзиусови степени. И лековите лекува реуми, овие ишиалги, асми лекува овие болести за органите за варење. Ги лекува овие нервни болести што се нервни болести и лекува овие женски болести. Ема ше ги донесам баба ми и дедо ми овде. Научнику, а може ли во водава да се свари, например, јајце?
Барај го доброто, оти поскапо е од златото. Жиги, а кој се бањал тука? Изгледа старите римјани. Ова е изградено во доцна античкиот период, во 4-тиот или во 5-тиот век. Старите римјани го нарекувале терми балнеум, а ние сега го реставрираме. А Джиги, варали старите римјани јајца во неумот? Нико пак е гладен. Тебе само ме интересира. Еј, ајде да провериме. Кај ти да деца, бе? Идите. Опа. Јајцето веројатно ќе се свари, но бидејќи температурата на водата достигнува до 72 целзиусови степени, ќе се свари на ќе биде ровито. Штета, нико не јаде варено ровити јајца. Деца! Ајде на уште едно капење! Ајде! Ајде туку ќе чекам, ајде! Легувајте у нас! Ајде! Ајде! Пипнете ја водава. Водата е многу топла и полна со минерали. Затоа, ако се бањате предолго во неа, можете да станете како варено јајце. Стигнавте? Да. Сега веднаш излегувајте. Ама е топло тука. Ајде овдека е топло, гледате. Ова ви е пластеник, а ова е плодното струмичко поле. Плодното струмичко поле.
заедно со термалните води. Ги видовме кои се. Можат да ранат цела Македонија и пошироко. Толкова е плодно земјиште. А тука најдобро растат чушки и френки, нели? Да, да. А зашто во Струмица пиперките и доматите се викаат чушки и френки? Абе, Лјоц, заради Френк Синатра. Јана. Па, нели, Јана, ти ми кажуваше дека бабе ти од Струмица и многу го сака Френки. Без чарк воденица не мелит. О, ајде, ајде. Изволте. Па вака сега. Од тука доаѓа водата, тоа иде овде, овдека се става пчека, тоа со ова овдека се регулира, видите, косидата на тоа како да паѓа пчеката, ова е тресалица за да падне. А како се уклучува молницата? Како се уклучува? Имаш од, ето видите, врти, и имаш, и од да ќе застане, и од да тука тоа пчеката паѓа, и од да се беле тоа пчеката и овдека паѓа, и ето видите, то после брашно, и то се, висте како што може, тоа е прва лига, задја реч техника, ето видите све тоа, цената е обично 10.000 евра, али пошто сте ми вие многу симпатични, вас ќе ви го дам за 3. Па ние не го купуваме. Како де сте закупување? Па што да без завитлавате тука? Ајде бегајте тамо намо, па јас си имам работа. Ова, па молим те. Деца, а джабиска работа од ова. И прва лига е ова. Смоларе! Кантаре! Не бе! Ова ќе опиеш. Па зошто ми го даваш? Мора ти давам нешто прв пат ми дојдеш осте тоа, бе, не... А, да. Ова кафана е? Моја, лично. Ова е кафаната кај водопадите на Смоларе. Немам чуено. Па кај ќе чуеш? Не сум кажал на никој. Не сум глуп, вака ќе се направи. Ништо вака. Да, фино, во право ти да, така. А што правиш освен што водиш кафана? Ја флаширам водава и ме давам на французите и они после продават шампањац по 100 марки, по 200. После земаш процент? Не земам ништо, ја батка. А ништо. А зошто го правиш тоа? Батка има правила, бе. Работиш 5-6 години да проведеш пазар. Така? Да. После уште 2-3 години да фати мајата и после го реиздавам на друг. Зошто му го даваш на друг разработен?
Што луѓе сте, што не е разработено да му го дам? А, да. Ми се допаѓа како размислуваш, знам. Добар ден, дедо. О, добар ден, дедо. Како сте? Добар ден, добро. Како сте вие, дедо? Добар ден. А да не видовте еден човек што поминува со голема и дебела книга и со лупа во рацете? Еден извете. Помина пред малку, може би да има половина саат и пол. Ама вас ве боли окото, нели? Да. Секогаш кога го поминувам низ шумата, не боли окото. Може би тоа има врска со војниците на царот Самуил, заробен од византијскиот цар Василија II пред битката на Беласица, пред 10 века. Не можејќи да го освои градот Струмица, Василија ги освепи сите 15.000 заробени војни и го остави секој 101 за да може да ги врати назад кај нивниот цар во Охрид. Ете, затоа секогаш кога одам во шумата, не боли окото. Болеста иде у човека со оки, а бега со драмови. Едно го джиги. Джиги. Едно го джиги. Да побрзам. Джиги. Дојдување на дедо, дојдување. Кој не научи толку да викате? Ете, ми избркавте еден редок примерок на голем бумбар. Абе, каде беше до сега? Бе, вода, ми се пиеше вода, отиде вода пиев. И таму седнав еден многу чуден тип. Чуден? Чуден? Ајде сега, ајде. Добре, најдовме. Кај доаѓате? Бевме горе во шумата бевме и кога гледаме манастир па дојдовме да видиме како. Благодарам. Ајде. Гледате ли колку има? Да, види ги дрвјата. И сенка, и зеленило, и птици. Оче, сакаме да ве прашаме нешто. Како манастирот го добилете? Манастирот е посветен на Свети Мачени Клеонти. Тој е маченик од први век. А како манастир Водуча, името го добива покрај името на селото. Локалното население верува дека тука е ослепена Самуиловата војска. И од таму доаѓа, значи од Баби Очи до денешното Водуче. А колку луѓе живеат во манастирот? Моментално сме 7 луѓе. Манастирот има капацитет да приме околу 10 луѓе. Така секогаш кога ќе се собереме повеќе од 10 луѓе, се отвора нов манастир.
и све. Ovo je interesno, ovo može da se vidi. Ovo se termi. Има ли баня по наше? По-точно и Пископски бани е това. Тия са две бани. Една тук и една там. Едната е от 9 и 10 век и припаѓа на Источната црква. А додека другата е 11 век. Таа е понова. Ова веќе тука е презентирана, вака останува за презентација. Ќе биде работела на две нивоа, функционирала. А додека другата ќе се доправа, другата има доволно индикации за да се видат како оделе властите, како затворено, да се врати автентичниот облик по принцип на црквата. Разгледавте ли, деца? Да, много супер е! Ви се допаѓа? Супер! Сега да ви кажам нешто за манастир. Но овој манастир се смета дека е седиšte на Струмичката епархија од 9 до 14 век. Да. Прв пат се споменува во повелбите на царот Василий II од 1018 година. Се смета дека е направен некаде после слепувањето на Самуиловата войска. Има неколку фази на градот. Првата црква потекнува од 4 век, па имаме 7 век, 9 век и во 11 век изгледа овака. Кажи, а? Шо, бе? Ти имаше мозг, боже, бе, ти немаш мозг, ти како можеш да се мочиш на културно-историски спомени?
Ти нямаш мозък, бе, човече. Защо не се мочам, бе? Знаеш ти шо е, ovo je globalna struma, be. Ти знаеш ли, това е моята нива? Шо, ако е твоята нива? Ovo ти знаеш, че ти можеш да прогласиме за граждани, че уопšte не се секира за културното благо на Македония. Аз работам от зала за защита на спомени. Ти нямаш мозък, бе. Аз не се секирам, ако не се секирав тук, нямаше да пазвам с трактора, кога орам нивата свет тук, вака да въртам. Ово ли е пазение, разбираш? Слушай, нема молим тук, малко ви го култивирам тук, све с чушки, с патличани, тук ще ти ме гажираш на мене. Уместо да мислите дека турите друг по такви споменици, тук ти ми се преткаш тук. Ти че ми кажеш на мене дека да се мочам. Хайде викнем и тебе и точно с това мотиката и на тебе и на све, че го се кършам и гроба и све. Он на мене ки ми кажува, дека да се мочам, разбираш тук. Шо слобода си дава тебе, само тук соля ти да дадете. Еден да дойде да помогне тук. Моя гроб, ако трябва с мотика, че го съкапам и гроба и све. Па не, ако трябва и царевите кули сега, че он ти ги сокършам с мотиката тук. Он ти ми кажува мене дека да мочам. Айде ти се молам тук. Що се нервирам, вака шо? Дека го хватам с мотиката. Чиги, а що са това цареви коли? Цареви коли? Во периодот на создавањето на македонската словенска држава, градот Струмица бил важен воено-административен и стратегиски центар. Бил изграден на стрмно брдо, а овие остатоци се викаат и денес се нарекуваат цареви кули. Издигнат на голема височина од низината, градот изгледал како да е над облаците. Ај, затоа царот Василий не можел да го освои. Така е. Градот бил обкружен со дебели зидови и зајакнат со одбрамбени кули. И Василий II, иако победил на Беласица, не успеал да го освои. Арно ама, девојката Струма, ќерка на заповедникот на Струмичката тврдина, се влюбила. Се влюбила во византискиот војсководач. И кога тој се обидел да ја дигне обсадата, тогаш таа му ги открила тајните патишта на неосвоивите цареви кули. Откако непријателот ја освоил тврдината, таткото ја проколнал Струма, кога ќе умре, земјата да исфрли 9 пати. Ова е Струминиот гроб. Ги гледате овие 9 словови Делкан Бигор. Епанив, легендата ги поврзува со 9 исфрлувања и погребување на проколнатата девојка. Снема. Ах, љубов, љубов. Јана, ова не важи за тебе. Девојката се влюбува само еднаш, а ти 9 пати во денот. To the moment when we said our first hello, little did we know love was just like words Повели баба, ова за тебе. Благодарам за целите душо. А еве нешто и од нас, што остана од прославата. Да ви се најде за попад. А да не има случајно ровито варени яйца? Има, също има цвете ягоде таму. Ајде, деца, брзо, ајде, ќе тргне автобусот. Ајде, пријатно уште еднашка и се најдобро. Се најдобро, ајде. Добар пат. Добар пат, ајде, пријатно. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.